Добро вечер. Ова не е обична емисија на Backstage. За прв пат правиме ваков специјал. 20 минути посветени на еден бенд што не е само бенд, туку се личен дел од нашата историја. Вечер разговарам со човекот чиј глас одбележа многу генерации, а тоа е Никола Перевски или Пере Нокаут. Добре ни дојде во студиото на Backstage. Најпрво, пред да започнеме, би сакала да те прашам како си денес. Добро ве најдов. Поздрав до сите ваши гледачи. Поздрав до гледачите на вашата емисија Backstage и ви благодарам на поканата. Чест ми е секогаш кога сум гостин во Backstage и се чувствувам одлично. Задоволството е секако наше. Кажи ми, Пере, што прво ти поминува вака низ глава кога ќе слушнеш 30 години Нокаут? Цели 30, постаро од мене, тоа ќе кажам. Да, ми поминуваат оние мали сцени, оние проби, многу исечоци од не знам, безбројни концерти, не можам да ги избројам колку настапи сме имале за овие 30 години. Меѓутоа, тие слики стојат во мене, тие чувства се уште ги носам во мене. Има некои работи на вистина кои што и јако ги чувствувам емотивно во себе и тоа дел од публиката тоа веројатно и го чувствува кога сме на сцена, така што носам многу спомени. Еве, доколку би ти дала 10 секунди, би можел ли да кажеш некој стих како би започнала, доколку би имала песна за 30 години Нокаут? И каква би била таа песна? Среќна, носталгична? Според тебе вака од искуството? Нема веќе трема, нема ни дилема. Така ли? Да. Одлично. Добро, може 10 секунди одма ти кажувам. Да. Иако се уште постои таа трема во мене. Да, за тој сакав да разговараме како после 30 години на сцена, еве, кога излегува, што се случува, посебно кога се подготвува ваков огромен концерт. Па ја носам таа трема со себе, таа е она сладка трема. Позитивната трема, позитивна трема, да. И таа е некоја двигателна состојба кај мене, каде што ме носи напред и секогаш гледам да бидам искрен со публиката, да ги донесам вистинските емоции за да едноставно публиката подобро ужива и секако искрено го прифати и она тоа. Постои ли нешто што ти недостига од она од старото време, би го нарекла, и нешто што можеби еве не би го вратил? Нешто од, еве ќе кажам, од првиот ваш настап, па ете сега на 30 години славење. Се разбира, ми недостасуваат многу моменти, ми недостасуваат многу луѓе кои што биле околу мене во тој период, да кажеме, некои ги нема веќе на овој свет со нас. Така што гледам да одам напред и да го продолжам она за кое што сме се залагале тогаш. Мислам од самиот старт на Нокаут, од нашето прво појавување до ден денеска гледам да ги задржам тие емоции, тие чувства, тие слики и да одиме напред. Добро, одлично. Еве, ќе си дозволам да кажам дека музиката на некој начин ти е твојот живот. Секогаш е околу тебе. Ти се случило ли во некој тежок период баш таа музика и твојата кариера те спаси? Па како не, види, музиката не е календар, музиката е потреба, музиката е чувство и секоја песна, да кажеме, во некаков одреден период од ова 30 годишна нокаутска кариера го кажува вистинскиот правец кај што сакам и треба да се движам. Значи, учам од моите песни, да кажеме, од песните кои што ги создаваме со Нокаут, така што секоја песна си носи свое бреме и едноставно уживам во секој период од овие 30 години кариера. Еве, ќе се надополнам нова, во сите овие години се присетуваш ли кој ти бил најранлив период? И како музичар и во приватниот живот, ете? Па најранлив период е и овој сега.
Значи нема тука борба е цело време, да кажеме, во однос првенствено самиот со себе, па после борбата кон она што сакаме, кон што стремиме, што сакаме да направиме и како тоа како со тоа се носиме на сцената. Така што некој посебен период, тежок период од животов нема, цело време. Значи, борба е, па види, така е, оваа работа е таква што некогаш паѓаш, некогаш стануваш, може би повеќе сме паѓале отколку што сме станувале, меѓутоа тоа е борбата, ние сме во рингот, ние сме нокаут, се бориме и некогаш нокаутираме, некогаш сме нокаутирани. Важно е што носиме длабоко во себе и како тоа го пренесуваме на публиката. Значи може да кажеме и да заклучиме дека уствари таа тајна равенка на успехот е упорноста, посебно и така во вашата приказна. Нема некоја тајна за тоа како е тоа секој да би бидеш сакал да слушне успешен, како да бидеш вака успешен 30 години на оваа сцена со толку многу тешки периоди поминати. Нема тајни, има искреност. Значи искреност према публиката, према тоа што го правиш, и истрајност се разбира, упорност, многу работа, така што нема некоја посебна тајна како тоа. Ако ме прашуваш, ќе ти кажам не знам. Да. Не знам. Добро, по повод јубилеот на 30 години го најавивте големиот концерт во спортскиот центар Јане Сандански. Така. Сега за сега имам информации дека ќе има многу гости. Исто така многу интересно е што ќе има 360, сцената ќе биде 360 и публиката ќе може да гледа од сите страни. Да, ќе бидеме баш во центарот на Јане Сандански, поставени така во една овална бина, значи како дојдовте до таа идеја? Многу интересна идеја, морам да признам. Па мислам, идејава е многу одамна сакавме ова да го направиме. Меѓутоа условите во оваа држава не налагаат баш секогаш тоа што го посакуваш да можеш да го оствариш во даден момент, така што мислам дека и луѓето кои што се занимаваат со оваа работа со сцената, да кажеме, со местење на сцена, изнајмување опрема и така натака, веќе имаат услови да го направат тоа во 2026 година. Така што некако се поклопи тоа на тој момент да можеме да го оствариме и ние нешто, значи се разбира да инвестираме, пошто инвестираме цело време во себе. Што би сакале од ваша страна публиката да доживее на тој концерт? Сигурно сакате нешто да им пренесете после овие 30 години. Како би сакале да ве гледат на 9 мај? Па мислам дека не треба некои посебни очекувања да има, да дојдат со отворени срца, да уживаат во тоа што го знаат. Едноставно знаеш како 30 години е некој период кај што има огромен мост помеѓу нас и помеѓу публиката. И во многу песни нашата публика се пронаоѓа, така што и ние како нокаут сме благодарни за овие 30 години. Навистина чувствуваме на голема благодарност кон публиката. Ова не е само наш јубилеј, односно ова е јубилеј на оние што не слушаат овие 30 години. И тоа многу генерации се тоа не може да издвоиме 2-3, него се баш генерации. Така, и мислам дека треба да очекуваат една многу убава, интимна, искрена вечер со нас, забавна, така што мислам дека ќе го памтиме тој момент долго. Добро, би сакале ли да ни откриете, бидејќи знаеме како нели функционира сето тоа чекор по чекор пред концерт. Најчесто сите артисти изведувачи пред концертот ни најавуваат нови песни, имаат некои планови што и како да биде пред концертот за нели да ги изненадат и фановите. Кој е вашиот план да изненадите вака пред концерт? Не би било изненадување. Малку нешто да ни откриете. Па добро. Очекуваат ли фановите можеби нова песна или нешто? Секако, да, дека ќе изведеме нешто и од последниот наш опус овие 3-4 години наназад, да кажеме. Меѓутоа имаме таква една лепеза на песни, многубројни песни сме издале до сега. Така што мораме да направиме некаков концепт за да и го задржиме вниманието, меѓутоа
и да не паѓа тонусот, да не паѓа енергијата, затоа да кажеме еве имаме и покането доста гости таа вечер да ја направиме уште поинтересна, да слушне публиката нешто досега што не слушнала од нас за прв пат во живо. Обично на вакви поголеми настани, поголеми концерти изведуваме нешто што навистина публиката не го слушнала до сега од Нокаут и како изведба во живо. И она што го свириме по клубови, да кажеме нешто друго од ова што го изведуваме како некаков дали јубилеен или некаков голем концерт што го организираме сами како Нокаут. Се разбира со поддршка на нашата менаџерска на продуцентска куќа. Така што мислам дека треба да очекуваат, се разбира, убава вечер. Одлично. Сигурна сум дека ќе биде една прекрасна вечер и волшебна. Да им откриеш на гледачите како се менуваат приоритетите од пред 30 години до ден денес. И на професионален, и на приватен план. Што било? Дали можеш ти уопште да се сетиш каков бил твојот приоритет еве пред 30 години на самите почетоци? Па мојот приоритет секогаш бил Нокаут, да кажеме во однос на ова што го правиме, што го твориме. И приоритет секогаш ми била искреноста во тоа што го правам, затоа што со искрената песна и искреноста што ја покажуваме на стејдж, на бина, мислам дека ја доловуваме правата енергија и стремам кон тоа секогаш да сум искрен према публиката. Значи приоритетите се тие. Тоа е, искреноста, иначе без искреност, ако глумам нешто друго, ако што не сакам да бидам или го правам тоа, да кажеме, на некој начин да бидам допадлив на публиката по секоја цена, тоа не го прави Нокаут, тоа не го правам јас. Едноставно уживам во тоа што го создавам и што го презентирам пред публиката. Тоа публиката знае да го награди. И навистина најголемата награда за еден изведувач е тоа што кога ќе пееш на сцена и кога ќе прекинеш, а публиката продолжува да пее, тоа е нешто што докажува дека повеќе таа песна не е твоја, туку таа песна е тоа е нивна песна и припаѓа на публиката, така да таа вечер на овој 30 годишен јубилеен концерт ние ќе припаѓаме на публиката. Одлично, браво. И таа нам. Секако. Како си расположен, еве да продолжиме со една многу кратка интересна рубрика, никогаш не сум кажал. Имаме кратки, да кажам, реченици, кои што ќе треба да ги дополниш и мислам дека ќе им бидат интересни на фановите и на нашите гледачи вечерва. Вака, ќе започнеме со едно многу лесна реченица, веќе кажам. Малкумина знае дека јас всушност сум љубов. Понекогаш ми недостига. Семејството. Добро. Понекогаш. А секогаш ми недостига. Семејството, затоа што да кажеме премногу време сме отсутни, да кажеме. Дали да, тоа сакав да кажам. Премногу време сме отсутни, посебно за оние празници новогодишни и така натака, секогаш сме негде свириме, знаеш, да ги направиме другите среќни, да кажеме, околу нас. А фамилијава, да кажеме, пати понекогаш, мислам често пати за мене, да кажеме, за тие работи, да сме сите собрани заедно на едно место. Да, тоа е таа цена која што се плаќа кога доаѓа успехот, за жал, да. Точно. Најтешко ми падна кога? Најтешко ми падна кога си отида мајка ми од овој свет. Мајка една е мајка. Ја и сега би сакала да прими соочувство, бидејќи за вакви работи кога се зборуваат, морам повторно да ти кажам. Сигурно бил еден од најтешките твои периоди во животот. Дали според тебе важи реченицата дека едноставно времето не лечи ништо, него само учиме да живееме со новите работи во животот?
Времето лечи се, само вистина не. Точно така. Тоа е одговорот на ова прашање. Добро. Постојат луѓе на кои никогаш не им се заблагодари доволно. А тоа се? Па мислам дека се благодарен сум, како што кажав, на целата публика и го чувствувам дека никогаш не сум благодарен до крај на публиката и им го должам тоа и сега мислам дека за овој 30 годишен концерт ќе им се одолжам како што треба. Одлично. Публиката не знае дека пред концерт што се случува пред да се излезе на сцена? Пием многу течности. Да. Јогирам, значи не джогирам, него јогирам. И гледам да ја сведам мојата концентрација на ниво на кое што треба да дадам после тоа максимум од себе на сцена. Супер. Најголемата жртва што И е исклучувам телефонот, заборавив да кажам, да. Исклучувам секогаш телефон, ама сега еве заборавив да го исклучам во самата емисија, да. Се случува. Најголемата жртва што ја направив за кариерата беше? Најголемата жртва мислам дека не сум посветил доволно време на самиот себе си, оно што сакав да го постигнам во однос на доволна едукација, во однос на, да кажеме, музиката. Секогаш сум сакал да одам многу напред во однос на тоа. Многу работи се менуваат со тек на времето, значи нови технологии, нови начини на изразување, на примање на таа енергија што ново доаѓа од светот, да кажеме, и желен сум да ги знам тие работи во однос на продукција, во однос Па добро, никогаш не е доцна, нели, да започнеме со нешто. Никогаш не е доцна, меѓутоа времето е тоа, кое што не гази, само против времето не можеме да се бориме. Значи не може да се постигне сепак. Сепак, да. Добро, никогаш не би сакал јавноста да дознае дека? Дека сум млад. Дека сум дете во себе. Да, ама еве, со ова кажувам дека стварно едно големо дете сум. Така што, како што кажав и на почетокот на интервјуто, се уште ме следи она трема и не сакам да дозная во суштина дека имам секогаш. Абе на крајот од денот сите сме ние луѓе нормално, да. Дури и после 30 години. Луѓето секогаш очекуваат дека се навикнуваме ете и пред камера и на сцена и пред милион луѓе и пред стотици луѓе, мислам дека тремата е иста, така и пред илјадници луѓе и пред стотици луѓе. Иста е тремата. Тоа забораваат луѓето дека сепак и вие сте само луѓе исто како нив. Точно. Драги наши, полека се ближиме кон крајот и на овој специјал на Бекстејдж. Јас сега во овие последни минути на пере би сакала да му отстапам место и вас гледачите да ви каже неколку реченици и можеби да ве покани на 9 мај во спортскиот центар Јане Сандански. Ги поканувам, се разбира, сите гледачи на Бекстејдж, сите фанови на Нокаут, оние кои што не слушат, кои што не пратат сите овие години, па и оние кои што не знаат, кои што не слушале до сега, ги поканувам да дојдат, не мора да очекуваат, како што кажав, ништо, само да дојдат со отворени срца и да се препуштат и да уживаат во нешто вистинско. Значи, ова и за нас ќе биде еден посебен настап, посебен израз во однос на изведбата, затоа што исто и ние за прв пат настапуваме на некоја таква кружна сцена кај што ќе бидеме поставени во средина, ќе има најмодерна техника, одлично озвучување, може да не прати публиката, значи од сите страни, оние што ќе си купат навреме карти, се разбира, VIP ќе бидат околу нас доле на самата пред самиот стејдж, значи пред самата бина.
Очекуваме убава интеракција, да пеат заедно со нас, се разбира, како што кажав, песните колку што се веќе наши, толку се и нивни, и да очекуваат многу љубов таа вечер. Ти благодариме многу, навистина огромно е задоволството што ја прифати поканата и што дојде овде. За мене прекрасни 20 минути. Сигурна сум дека исто и за гледачите. Да ве потсетам дека се гледаме повторно утре на исто место, во исто време. Ова беше Пере Нокаут специјално за Бекстејдж. Добра ноќ. Ви благодарам.